Зошто е штетна дигитализацијата? Да, се собравме ние денеска овдека пред зградава на општинава да поддржим иницијативата на Facebook групата Учебници и настава мора да има. Или само иницијативно се организиравме преку социјалната мрежа, така да мислам дека избрзани се реформите, преку ноќ се донесени, на штета на децата и на родителите. Последниве години ни се нудеше некакви реформи за подобро образование. Од сето тоа ние видовме само обиди за укинување на печатените учебници, видовме искривување на историските факти и вистини. Платформа за далечинско учење имавме, која што од првиот ден не профункционира, на голема штета на учениците. Онлайн наставата не ги дава посакуваните резултати. Најповеќе ми смета што не се приклучени наставниците, стручната јавност на овие разговори за реформите, затоа што сметам дека имаме право да го дадеме своето мислење за еднината на нашите деца и ученици. Не сме против осовременување на наставата, но секако сме тоа да биде на штета на учениците и на нивните родители. Граѓанската иницијатива се надевам дека ќе и покрај овие временски услови денеска ќе не поддржат повеќе луѓе за да искажиме нашето незадоволство од ваквиот начин на спроведување на реформите. Што доколку упорно и до крај се против да таа дигитализација? Па мислам дека ќе се створи голем револт кај граѓаните. Сепак треба да размислат за овие модуси и начини кои што им ги нудиме на Министерството за образование. Ако видите, ќе се јави незадоволство. Обично граѓаните насилно не прифаќаат или тешко прифаќаат реформи, промени или како сакате. Така да ќе видиме, никој не може да знае каков ќе биде исходот. Социјалните мрежи се силен медиум, може и да се организираат, можеби децата да не ги пуштаат на училиште. Апсолутно, значи децата немој да мислите дека немаат свој став. Децата имаат и то знаат кои им се потребите и кои се негативностите од ваквиот начин на настава. Дигитализација, да, не треба да ја има, осовременување треба да има, но никако на штета и без печатени учебници. Сепак печатените учебници треба да останат во наставниот процес, а другото како дигитализација, како видео, мултимедија треба да биде споредно или дополнително наставна содржина.